Се бараат конкретни решенија за маратонските чекања на превозниците на граничните премини. Новиот директор на Царинска управа направи увид на состојбата на Табановце, каде транспортерите чекаат и по 5-6 часа. Тој најави дека ќе се преземат сите мерки да се намали времето на чекање, особено во екна сезона, кога сообраќајот е со зголемен интензитет. Една од предвидените мерки е да се воспостави систем кој автоматски ќе препознава регистарски таблици. Тој систем ќе донесе многу корисни информации не само за Царинската управа, туку и за други институции во Република Македонија, на нашите транспортери, македонски транспортери, ќе им го скрати времето на влегување на граничните терминали. Апелиравме да се реагира побрзо од нивна страна, компатибилни да бидат смените на царинските службеници на граничните премини заедно со смените на инспекцијските служби кои се под ингеренции на Агенцијата за храна и ветеринарство. Минатата власт даваше ветување и подпишуваше протоколи кои не профункционираа, па уште една летна сезона камионџиите ги пречека истите маки. Николовски вети дека ќе се заложи да профункционира протоколот подпишан уште во февруари со Србија за стоките кои транзитираат меѓу двете земји да се мерат само еднаш. Преку Табановце лани влегле речиси 140.000 товарни моторни возила, а излегле 170.000 камиони. Го барам тоа во позадина да се разменуваат кога влегуваат возила кај нас, да ги проверува нашата македонската полиција, кога излегуваат само српската, и тука најмалку 10 минути ќе добиеме. Али кој ќе помножите возила колку што поминува 10 минути, ќе дојде. Сега дали некоја смена има на инспектори или било што, све се тоа техникали кои мора да се средат и да се најде најоптималниот начин како можеме да работиме да се намали. Покрај проблемите кои ги имаат транспортерите, новиот директор ќе треба да се справува и со високото ниво на корупција и шверц. Николовски најави силна борба во искоренување на ваквите појави. Инаку долгите чекања на граничните премини се најголема болка на транспортерите. Тие со години бараат решение на проблемот поради кој губат пари и стока. Според последниот извештај на Светска банка, возачите на камиони непотребно губат 26 милиони часа, речиси 3000 години чекајќи на граничните премини на земјите од Западен Балкан, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Македонија, Косово и Албанија.